Почнуваме со дебатниот дел. Како што најавивме, тука во студиото е господинот Ванчо Шехтански, председател на ВМРО. Господине Шехтански, добро дојавте во студио 10. Добро ве најдов, добро утро, добар ден, како за кого? Да почнеме со ова што е на некој начин најново превирањата со Бугарија. Еве како што видевме, Христијан Пендиков ќе добие денеска бугарско државенство, но она што е интересно, церемонијата е подигната на прилично високо ниво. Не е како кога се доделува државенство на било кој друг, туку со едни церемонии, под претседателката на државата, во свечена сала. Очигледно е дека соседна Бугарија сака да стави акцент на овој настан и да му даде значај. Па очигледно дека е така и дека оваа церемонија се прави за предизвикување внимание. Меѓутоа, имаме ние друг проблем овде, дека 2018 година со потпишувањето на Преспанскиот договор, Македонија таму има обврски. Член 7 и член 10 од тој Преспански договор вели дека македонската држава, покрај тоа што го менува името е спин. Значи, ниту Северна Ирска, ниту Северна Кореја, не значи дека ирците не се ирци или корејците корејци. Проблемот е тој Преспански договор, билатерален договор што е, и Македонија 30 години, колку што ги правеше тие преговори со Грција, никогаш немало муабет за некој договор. Значи, имало за ерга омнес име. Ова што се случи со Преспанскиот договор, каде што со член 7 и член 10 се обврзуваме да се бриши македонски народ, македонска историја, македонски јазик. Ние затвараме прашање, условно речено, со Грција, а отвараме, значи, сега со Бугарија. Која беше поентата од Преспанскиот договор и промената на името, кога веќе после наредниот ден се отвори другото прашање и повторно се тапка во место. Значи, цената беше преголема. Овој спин со Бугарија мислам дека е спин. Значи, ние се откажавме од јазикот со тој Преспански договор, а сега правиме преговори за македонскиот јазик. Добро, власта, ако ја прашате, ќе ви каже дека не сме се откажале, бидејќи Преспанскиот е потпишан на македонски јазик и така е пишува и во самиот договор. Дека е потпишан на македонски. Македонскиот јазик е од 1977 година официјален јазик во Обединети нации. Како јазик признаен во Обединети нации. И иронијата да е поголема, значи е во Атина. Во Атина потпишана. Како еден од јазиците официјални во Обединети нации. Затоа малку се зборува тука и малку се знае. Јас ќе ве вратам и поназад. 95 година. Имаме на 3 октомври атентат на Киро Глигоров. На 5 октомври имате две клучни работи, значи само 48 часа после атентатот има демонтажа на македонската држава. На што туку признаената независна држава? Тоа е едното е знамето, меѓутоа второто е промена на член 49 од Уставот. 30 години поминаа веќе. Македонија со член 49 од Уставот се откажа од македонскиот народ во соседните држави. 95 година. Да, но ова... Значи, Македонија се откажа од македонците во Бугарија, во Грција, во Албанија. Сега зборуваме за Бугарија. Се откажа од македонците во Бугарија. Да, но ова што го кажувате, малкумина го кажуваат и го спомнуваат, можеби не се не сеќаваат некои, а некои можеби не знаат. Родени не биле. Некои можеби не знаат. Да. Но видите, знаете што е, во кој контекст е интересно тоа? Бидејќи кога се зборува дека со Преспанскиот договор или со договорот со Бугарија, дека Македонија се откажала од македонците во соседните земји. Да. А Македонија уште 95-та го има тргнато тоа од Устав, дека темелот на Преспанскиот договор е 95-та година. Тоа е темелот. Промената на член 49 од Уставот. Македонија се откажува од македонците во соседните држави. И сега ти бараш македонците да бидат во Уставот во Бугарија. Јас сум за. Бидејќи таму има македонски народ. Македонски народ, кој никогаш немал можност на попис да се изјасни што е. И во Македонија ги нема, значи, тие можност, во Бугарија ги нема, и во Грција ги нема, и во Албанија ги нема. Да се изјаснува како што сака. И сега ние бараме да бидат
вметнати во уставот. Пазете. А 95-та година македонската држава ги брише македонците од уставот. Да, членот, колку што јас се сеќавам, беше нешто дека Македонија се држи за македонскиот народ кој живее во соседните држави, нешто така беше, нели? Не е така беше. Членот. Не е така беше. Значи македонската држава, Република Македонија, се грижи за македонскиот народ во соседните држави, наброени: Бугарија, Грција, Албанија, Србија. И сега ние го менуваме тој член, го бришеме, ги бришеме македонците. Значи ние ги бришеме македонската држава. 95-та ги бриша македонците таму. И сега се прават после 30 години спинови. Се прават спинови. Тоа е проблемот тука. Кој е виновен за тоа? Кој го промени името? Кој се откаже од македонскиот народ во соседните држави? Тоа беше направено тогаш со времената спогодба со Грција, кога се смени знамето. Не, времената спогодба е после 97 година, ја подпишува Крсте Црвенковски, тогашен министар за надворешни работи. Тоа беше значи со промена на знамето, во тој пакет, промената на уставот. Да. Со промената пакетот 95-та, 5 октомври. Да. Инаку за тоа дека во уставот се бара да влезат сите. Пазете, проблемот со македонскиот устав од 91 година. Значи Македонија не е конституирана како матична држава на македонскиот народ и на сите. Значи тука се набројани сите. Ние имаме сега проблем овдека и може да бара секој да влезе. Што ќе е проблем? Ние дали имаме реципроцитет? Дали македонците се во Албанија наведени во уставот? Не. Дали се во Грција наведени? Не. Дали во Бугарија? Не. Дали во Србија? Не. Каде се наведени? Во кој устав? Во која држава? Во ниедна. Во Хрватска. Да, хрватскиот устав е најотворен, да, и тој и нема проблем во тој дел. Значи проблемот е тука со 91 година со уставот и со набројувањето, со дефинирањето на државата. И сега ќе има проблеми со сите. Добро, ајде да видиме сега бидејќи самиот некако дојдовме до отварање на уставот. Проблем ли е ние? Значи имаме два моменти. Еден е оној што го вели ВМРО ДПМН, дека они всушност немаат ништо против да бидат ставени бугарите во уставот само по себе како момент, дека не има нешто спорно, но спорно има што тоа се прави под уцена, под закана, под притисок, под диктат и така натаму. И велат нема да прифатат такво барање. Јас сега ве прашувам вас, дали вие мислите дека е проблем ставањето на бугарите во устав само по себе и заедно со бугарите сега се спомнуваат и хрватите и црногорците, а има и други барања, има евреите да бидат, египтјаните, евреите, сите, цел свет. Да. Евреите, па се прави значи од македонците со исламска вероисповед посебен народ, се цепкаат македонците, дури нема да бидат во уставот ставени како бугари. Тука значи има македонски бугари, што е уште полошо. Значи ако имаш тука дистинкција македонци бугари, тоа е значи признавање дека се работи за посебен народ, што е посебен народ. Меѓутоа нема да биде така, значи ќе биде искривена работата и ќе бидат дефинирани како македонски бугари тука, ставено во уставот. Ова држи тезата дека Македонија треба да бара реципроцитет, ама треба да бара реципроцитет со сите. Со сите соседни држави, каде што е дефиниран, каде што се влезени во македонскиот устав, а македонците не се. Значи, ние ќе имаме проблем тука. Значи, решавањето со Бугарија и проблемот со Бугарија не е наивен. И не е со влегување во уставот. Влегувањето во уставот, а не влегувањето на македонците во уставот во Бугарија е проблематичен. Зошто? Затоа што Бугарија е дефинирана, нема таму малцинства ставено, вика држава на бугарскиот народ и точка. Да, колективни права не се признават. Таму имаш турци над милион. Да. Не ги ни бројат колку се. Да. Има и други. Има македонци, не ги ни бројат. Во грчкиот устав тие нема да го менуваат за да влезат македонците. Тоа колку и да скокаме тука и да правиме политички поени на таа тема, да речеме, тоа нема да го отворат они. Во никој случај. Признавањето на македонскиот народ во Бугарија
Беше завршена работа на почетокот на 90-тите. Се формираше македонска партија. Македонците се изјаснуваа како македонци на почетокот на 90-тите години. Па на споменикот на Јане Сандански во Мелник 90-та година имало 35.000 луѓе, има на YouTube, има видео снимки од тоа. 35.000 луѓе присуствуваа од тамо, македонци од што живеат во Бугарија. Значи, каде се тие луѓе? Каде е тоа чувство? А сега на последниот попис мислам дека 2-3 се имаат изјаснено, така нешто? Не знам колку се, меѓутоа еве на манифестациите што има таму одат по 20 на 30 постари луѓе. Значи, еве има материјали на македонската телевизија, беа пуштени 91 година. Масовно се изјаснуваа македонците како македонци. Сето тоа го снема од 95-та наваму. Кога не добија поддршка од македонската држава тука, кога беа избришани и фактички предадени. Тоа е голем удар за македонците во сите соседни држави. Добро, еве пак повторно да се вратиме на уставните измени. Ово што вие го кажувате како барање за реципроцитет го бараат и други, но нема да го добијат. Но да бидеме реални. Нема да го добијат. Значи, тешко може да дојде до тоа. А пак ние со уставните измени сме заглавени за продолжување на европскиот пат. Тоа е јасен услов, тоа го кажа европските представници и Борел кога дојде во Скопје се изјасни прилично јасно, рече нека никој не се лаже дека можете да добиете подобар договор од овој или дека нешто ќе се репреговара. Може само полош. Алудирајќи на тврдењата на ВМРО ДПМН дека може да добиет подобар договор, тој кажа прилично јасно. Сега ситуацијата е таа каква што е. Сега што понатам? Значи, да се обидеме да ги правиме овие уставни измени или бидејќи без нив нема продолжување на европскиот пат, тоа е јасно. Ама они знаеат 2018 кога потпишуваат тој пакет со Грција, билатерален, дека ќе има проблеми и со Бугарија. Како парцијално се решава и условите ги знаеа дека и Бугарија ќе ги бара. Зошто е потпишан Преспанскиот договор со такви последици кон македонскиот идентитет, во име на евроинтеграција, не си член на Европска унија, има условувања. Македонската дипломатија и македонската држава, тие што треба, ги знаеа тие услови. Зошто го потпишаа Преспанскиот договор, кога знаеа дека наредниот ден се отвара нов проблем, со нови барања и нови притисоци. Зошто го потпишаа? И сега јас треба да кажувам нешто, да решавам овдека со X непознати, кога некој тоа го потпишал, веќе ја сторил штетата. Таа штета е сторена. Ние сме доведени во шахмат позиција сега. Јас треба да кажувам нешто што да се прави. Прво не сум во можност такво нешто да направам. Прво е штетата настаната 2018. Таа е голема штета каде што ти потпишуваш нешто, се откажуваш од нешто за патот кон Брисел, а веќе знаеш дека имаш уште еден двор, уште една сопка. Се чини дека тогашниот премиер Заев сакаше со тој договор со Бугарија да го премости тоа, мислеше дека е завршена работата, со неговото лично пријателство со Бојко Борисов, со ние не знам изјави шармантни, помирувачки и така натаму. Мислеше, претпоставам дека тоа така ќе помине. Не. Значи, на власт сам не се доаѓа, на власт сам не се оди. Далеко од тоа дека поединец или партија може да потпише договор, да смени име, значи тоа е државен став. Ниту е на поединец, ниту е на партија, ниту е на се. Несериозноста, јас пак ќе ти кажам, на македонската држава 2018 година дозволи, значи, ние да влеземе во еден лавиринт од кој сега тешко ќе се излезе без последици. Ние веќе имаме последици. Значи, они добро знаеа дека и проблем со Бугарија ќе има. Добро, сега, еве, ова што се случува со Андреј Ковачев, кој беше вратен од граница, па... Свртување внимание. Се јави Вархеј, се јави сите... Да кажам искрено. Слободно, да. Да, тоа е свртување внимание. Но и овие кој го прави? што државата го прави. Тоа е свртување внимание. Палење на врати на клубови, херои, изигравање,
патриоти, нека иде во Слупча, нека запали, таму има споменик. Еве и тука има во Чаери, се таму нека запали споменик на Учака, на било кого, нека глумат патриоти таму кој што е. Значи ова е свртување на внимание и дигање тензии. Значи, ние имаме проблем со член 7 и член 10 од Преспанскиот договор, каде што подпишуваме откажување од историја, култура, јазик, се. Името е само свртување, спин од вниманието. Ние влеговме во, државата, влезе во демакедонизација и обезличување на македонската држава. Тоа е проблемот. Ова е се сега политички спинови. Да, но ставот на власта, еве да речеме на тогашниот министар Никола Димитров, кој беше носител на тој договор на Преспанскиот и на владата, Добро. е сосема спротивен од ова што го тврдите. Они велат дека со членот 7, каде што се признава само определувањето на втората страна, како што пишува во Преспанскиот договор, дека всушност се признава правото на македонскиот народ да се изјасни како сака. Втора работа, тоа го спомнавме, Преспанскиот договор е подпишан на македонски јазик, така пишува. И трето, еве гледаме дека сега во соседна Грција може да се отворат школи кои ќе предаваат македонски јазик, па се обидува да го забрана судот ги дозволи, што пред Преспанскиот договор беше невозможно. Македонска опера и балет. Еве, повели, и сега тие што гледаат, нека отидат, нека видат дека е избришено мато. Македонски сега е опера и балет. Сите институции до 2024 година и лични карти, и пасоши, и регистарски таблици, и се. Се брише. Освен оние кои се... Ама се брише македонски. Културно... Извади пасош, кои се поврзани со етничкиот културен идентитет на македонскиот народ, така е во Преспанскиот договор. А сите државни институции кои се финансираат од државата, да, не може да бидат македонски, така е според Преспанскиот. Па тоа е демакедонизација на државата и затоа што тој Преспански договор што е склучен и подпишан е спротивен на уставот на Република Македонија, ама тука никој не одговара. Тој некој го дозволил тоа, државата го дозволила тоа. Добро, ајде да се вратиме повторно на случувањата со Бугарија. Бугарија ми се чини дека они и отворено кажаа нивните политичари во неколку наврати дека она што го направи Грција со Преспанскиот договор, дека они сакаат да го повторат на некој начин, да го изимитираат. Исто да уценуваат на ист начин. Тоа го и кажуваат, не го ни кријат. Ама нормално дека тоа ќе го направат. Таа е уцена од позиција на сила. Тие се во Европска унија ги користат тие механизми, сите што им стојат на располагање и ти да решаваш еднострано само со Грција, да не го решаваш комплетно проблемот, тоа е незрелост, политичка незрелост. Ви сами го спомнувате тоа, дека они, и тоа сите знаат тука дека ќе има уцени на ист начин, како што го правеше тоа Грција, изминативе 25 години. Да, на господин Шехтански знаете како, да ја гледаме големата слика малку. Добро. Македонија 30 години знаеме, значи од самото осамостојување веднаш почна со негирање од речиси сите сосуди по разни основи. Добро. Грција за името, Бугарија идентитетот, Србија црквата. Добро. И се чини дека оваа влада на чело на Зоран Заев, кога беше председател на владата, некако како да се обиде во пакет сето тоа да го реши одеднаш. Не се обиде. Значи Преспанскиот договорот со Бугарија и проблемот со црквата со Србија кој исто така се реши, ја ми се чини, не знам, вие можеби знаете подобро. Македонија има исто како да се обиде сите тие проблеми со соседите да ги затвори, очигледно неуспешно, тоа е јасно дека е како ги затвори Босна? Бошњаците како ги затворија? Па тоа е таму е тој Дејтонски договор кој е создаде некаква нефункционална држава која Ама функционира 25 години. Функционира, но сепак со милиарда проблеми. Дали ги избришаа бошњаците од уставот? Србите и хрватите дали успеа да ги избришаат? Да им сменат идентитет, национална припадност, етничка припадност, цивилизација, култура, посебност. Дали успеа Србија и Хрватска? Не. Значи, Македонија беше во истиот тој пакет по распадот на Југославија, таа платформа Изетбеговиќ Глигоров што беше 93 година, беше на ист начин. Значи, босанците не го променија, бошњаците не го променија идентитетот. Не се откажаа од идентитетот. Така? Така е, да. Така е, да.
Македонија и на македонците никој не може да им го спори идентитетот освен самите себе. Значи само никој не можеше да му го смени идентитетот и да го запише така како што он сака. Ниту во меѓународна институција, ниту Бугарија, ниту Грција, ниту Албанија, освен само ако не си се, тоа е срамот. Тоа е срамот, тоа е предавството. Новаа генерација, ако сакате, новаа политичка елита, што се представува како политичка елита. Дека под притисок, ти под притисок си потпишал нешто, како на татко ти да е. Па ти да го потпишеш договор во името на сите. Ај потпиши го тоа, ако не е, значи државен став. Државен став е. Предавството ниту од поединец, ниту од партија. И така да нема да навлегувам во овие спинови тука, овој немало да влезе, овој ќе запалел тоа, овој ќе добило државјанство, тоа се сосема небитни работи и свртува внимание. Добро. Значи, откажано е 2000 многу порано. Значи, првата промена е 95-та година. 95-та година ти правиш промена на устав. Шо правиш една промена, следуваат овие 25 години промени континуирано. Добро, но господине Шихтански, ајде уште еднаш еве за крај за ова прашање за уставните измени да се вратиме повторно во сегашноста. Да. Како што кажавме, проблемот е тука. Го имаме, исправени сме сега пред тие дилеми, дали да повторно да го менуваме уставот после се што се случи, после Преспанскиот договор, после ветувањата кои ни беа дадени, а не беа исполнети, некој би кажал дека бевме излажани, уште подиректно. Значи, дали да влеземе повторно во тој процес, или процесот е започнат. Која е алтернативата? Која е алтернативата? Ама процесот е започнат, види сега ти на крај, после сите работи што се случили, се треба да кажам јас тука која е алтернативата. Алтернативата после сите овие работи што се дадени и продадени, тие ќе ги довршат работите, вака, однака или така, значи тоа ќе го направат. Тоа што е почнато ќе се доврши. Мислите ќе се Јас истурка не можам да го тоа? ќе се истурка. Јас не можам да го спречам тоа. Ниту можам да го спречам. Прашањето може директно е дали би го направил тоа? Не. Значи, Преспанскиот договор е негативен кон македонскиот народ. Договорот со Бугарија е негативен договор спрема македонскиот народ. Француски, како го викаат. Е негативен. Значи, тој оди кон демакедонизација. Не е ништо спорно ако имаш македонски народ, македонска држава. Не повредува никого тука. Македонците не се геноцидни спрема никого. Спрема никого. Единствена општина што имаат ромите е во Македонија. На ромски јазик. Сите се во уставот ставени, сите имаат права, по етнички клуч, по секаков клуч. Македонецот никогаш не вршил геноцид врз никого тука во Македонија. Имал соживот со сите. Меѓутоа, универзалното право како македонски народ, македонски јазик, да му го скратуваш на некого во 21 век, не е нормална работа. Уште по не е нормална работа кога веќе имаш собствена држава, собствената држава да потпишува договори за укинување на македонскиот народ. Значи, ние сме како народ, македонците, понижени и обезличени. Јас сега да правам муабет за некој дали бил, он требало да биде во устав или не. Значи, македонците од 2018 година се избришани. Се избришани. Еве, нека извадат пасош, тие што вадат сега како пасош, ќе видат граѓани на Северна Македонија. Македонско крос, граѓани на Северна Македонија. Така пише. Ама македонец сум јас, бе, не сум граѓанин. Како што ти по националност можеш да се определиш слободно, како што сакаш, лично, сакам и јас, и моите деца. Да, но треба да се прави дистинкција. Етничката припадност не се пишува во личните документи кај нас. Не се пишувала ни претходно, ни сега. А што се пишува? Државјанството. Државјанството е македонско, не може да е граѓанин. Не, пишува, ама сега исто пишува македонско крос, граѓанин на Северна Македонија. Добро, сите тие... Така е според Преспанскиот. Ама, тоа е демакедонизација, да. Добро. Тоа во Босна го нема. Во Босна тоа го нема. Искрено не знам како пишува. Еве, јас сум адвокат, правник сум, баш го гледав. Уставот на ентитетите во Босна, тоа не е ограничено ти да му забраниш на некого да се кажува како сака.
Добро, во пасошите на бивша Југославија пишуваше државенство на СФРЈ. Добро. Да речеме. Така беше Добро, решено. добро. Ама ова тука што е сега? Граѓанин? Јас сум македонец, не сум граѓанин на Северна Македонија. Добро, да се префрлиме малку на судството, бидејќи вие сте инако и правник, работите активно и како адвокат. Добро. Оно што е најинтересно во последно време се случувањата во судскиот совет. Некои би кажале дека тоа не наликува премногу на правосудство, не е достоинствено тоа што се случува тамо, дека се прекршени многу правила и процедури и при смената на последната председателка на судскиот совет, па и со назначувањето на другиот. Има многу спорни моменти тамо. Како гледате сега вие на ова, бидејќи ова на некој начин е огледало на целото судство. Судскиот совет како еден највисок орган кој треба да ги оценува судиите. Не, ќе ви одземам една минута. Значи 26 години сум у правосудството. Имав 8 години пауза. Бев значи и директор на агенција за конфискација, го правив законот за конфискација 2009 година. 96 година бев приправник и во универзална сала имаше 1800 адвокати од цела Македонија. Тие 2 дена се расправаа таму, бираа. Тие што се до 9 години стаж, со гласање од редовите на адвокатите ги бираа за мандат за судии 4 години во првостепен суд. Тие што имаа над 15 од редот на адвокатите, истакнати правници, меѓутоа беа од редот на адвокатите, 99%, одеа во апелационите судови. Значи ги бираат тука, фелата ги бираше. Тоа го нема сега. 97 година, 1 јули, првиот тупат беше политички. Владата на Црвенковски именуваше 671 судија. Тие се до ден денеска се актуелни судии и веќе од нова година повеќето отидоа во пензија. Беа политички именувани, меѓутоа беа квалитетни. Зошто беа квалитетни? Тие беа по 10 години стручни соработници во судот. Значи со искуство станаа судии. Без разлика што беа со политичка одлука именувани. Тоа е мешање на политиката во судството. Почна од 97 година. Али беа искусни и до ден денеска се квалитетни и искусни судии. Што е проблемот во судството? Академијата за судии и обвинители. Прво не може да се запише секој. Значи тоа оди по дефолт, по деца се тоа на судии и обвинители или по некоја политичка одлука, каде што поминува тој курс од 6 месеци и после се именува на 24-25 години, станува судија или станува обвинител. Стапо дворац го држи, иако нема еден ден стаж во судството, го нема тој претходен што го имал, редот што бил по 10 години, што биле стручни соработници. И сега имаш проблем. Луѓе кои што се без искуство во судството се на раководни позиции, не на раководни, се обвинители и судии. Доаѓаш од обичен службеник во Министерство за правда, доаѓаш председател на судски совет. Ненормална работа. Знаеш што значи судски совет? Пред пензија треба да си некаде 61-2 години, па да бидеш член на судски совет или да бидеш судија во Врховен суд, ти во Врховен суд да бидеш судија со курсот од 6 месеци на 25 години. Значи, тоа се изместени вредности и критериуми. Јас не можам да бидам судија и обвинител. По закон од 50 години сум. Има многу квалитетни тука адвокати што не можат да бидат судии и обвинители. И повозрасни од мене има. Значи, тој во најдобрата зрелост, во најдобрите години не може да дели правда од административни причини. Законот ги ограничува. Ненормална работа. И после ќе се чудите, медиумите одат. А добро, како би коментирале што Правите филмови таму, пред суд да отидеш, да дава изјава обвинител за кривични дела. Како филмска звезда у Холивуд. Далеко од памет. Судија да дава интервју. Обвинител да дава интервју.
Како филмски звезди да се. Судската власт е независна власт. Таа треба да биде надвор од се, без разлика на политичкиот упат. Македонија има луѓе што се во зрела возраст за да може тоа да функционира. Меѓутоа, ова е вон контрола сега. Секој ден ние гледаме тука, јас 26 години сум во судството, такви работи, медиумски, за именувања, разрешувања на луѓе што не ги познаваш. Луѓе што не ги познаваш, тие не се излезени од фелата. Тие се диригирани. И затоа доаѓа до ова. Затоа бегаат 600.000 луѓе, избегаат тука од системот, бегаат. Добро, како би коментирале еве за судскиот совет, дека тамо освен претседателот, значи членовите на судскиот совет може да бидат делегирани од истакнати правници, како што е законското решение, значи не мора да бидат судии. И сега луѓе Кој истакнат таму правник? Не, такво е законското решение. Ја праше од адвокативе што е тука, кој ја не знам кои се членови. И сега, тоа ве прашувам истово. Па не ги познаваш. Ве прашувам за абсурдноста на законското решение, бидејќи треба некој кој не е судија, кој не бил еден ден во судството, да оценува судии, да оценува нивната работа. Долги години е така назад. Јас да не го именувам, дојде од Министерство за одбрана, таму бил правник, председател на судски совет пред 10 години. Луда работа. Значи, изместрени вредности и критериуми, јас немам зборови. Немам зборови, значи, имало 97 политичко делегирање. Меѓутоа, пак ќе кажам, тие беа со 10 години искуство во судот, стручни соработници. Тие беа комплетни и до ден денеска беа, дали сега позитивни, негативни за некој, имаа познавање и знаеа. Сега е проблемот со неискуството. Добро, како би ги оцениле самите случања во судскиот совет каде што претседателката беше разрешена од незиниот подпредседател, како што велат многу експерти, незаконски, па потоа пред разрешувањето кое беше незаконско се направи потоа второ гласање, повторно се разреши Дамева. И пред да излезе одлуката во службен вестник се назначи па нов председател на судскиот совет. Сашко Георгиев. Значи незаконска работа. Значи низа на незаконски одлуки на највисока судска инстанца. И сега треба да бараш највисоката судска инстанца работи незаконски. Значи значи за да бидеш ти именуван на нешто треба да излезе во службен вестник. И ти јас не знам обвинителство што прави. Или обвинителството на ист начин работи. Значи, јас не можам да ти кажам, јас можам само да ти кажам тука дека ова се незаконски работи. Ова се промени кои што се надвор од памет. Има објава, треба да го објави во службен вестник, именуван, разрешуван. Не може тоа така. Да, гледаме дека тоа е поврзано и со работата на судовите. Го имаме она фамозно писмо кое амбасадорката на Соединетите американски држави го пратила до сите судови, до надлежните институции, до владата, министерството и така натаму, дека се разочарани од работата на апелација, да речеме, за одлуките каде што се оние високо профилни случаи на СЈО, каде што е и поранешниот началник на УБК Сашо Мијалков, и гледаме ние навистина дека сите тие процеси полека се разводнеа целосно. Значи, застареа, се вратија на повторно судење и така натаму. Целата таа приказна заврши филмска, холивудска работа. Ова е холивудска работа. Па затоа ви велам, значи, кога обвинител дава медиумска изјава, а има сериозно кривично дело, со сериозни работи од другата страна, се експонира медиумски, да го знаат сите. Да го знаат сите, да го гледаат кој е, и што и да шета слободно на улица и да расправа за организиран криминал, да води предмет. Да го знае цела јавност, со име, презиме, со се. Тоа го нема никаде. Јас се чудам, значи, вестите кога почнуваат од тоа, почнуваат со судските работи и излегуваат луѓе што не треба да се експонирани, што треба да си ја врши работата. Тоа е јавно експониран како филмска звезда, му го знаеш името, презимето, што презема, што не превзема, застарува. Јас и други работи одека ти спомнав пред емисијата. Замисли ти како технички министер
Ако технички министер, и малите деца знаат дека технички министер нема право да склучува било какви облигаторни или слични договори. Може да дава плата само на вработените. Технички министер од 6 месеци со ограничен мандат. Технички министер не може да склучи договор за изградба на клинички центар. Тоа е како 1-1-2. И после да имаш раскинување од негов советник, кога тој доаѓа на позиција, и да имаш пенали од 18 милиона евра на државата. Сега ќе се чека 9-та година да застари, додека се настанат штетни последици од исплата на тие пари, и после застареност ќе има. Тоа е организиран криминал. Организиран криминал не можеш да правиш ти или јас. Кога не си институција, држава да го прави тоа, организираниот криминал. Ситни криминалци можат да украдат дзивани, бришачи за прозори, тоа може да украде. Да, граѓаните тако... Тој обичниот не може да направи организиран криминал од таков обем. Граѓаните тако, ако не плати сметка, ќе му дојде извршител, ќе му земе пута 10, пута 20, за све. Така и сега со автопатиштата. Кој организиран криминал е ти да склучиш договор и после да плаќа државата во твое име пенали? Како за Окта што беше. Поминаа години, застареност за кривично гонење, 2001-2002 кога беше продадена Окта, не 2000-та, Окта, кога беше продадена на Хелинг Петролеум. Плаќаше државата милиони евра, никој не знае колку платила државата. Застареа делата, имаш таму влада, премиер, министер за финансии, склучени договори, тоа од кога ќе застари, се плаќаат пеналите, тоа е организиран криминал. Еве сега пак се случува тоа. Тука имаме уште еден парадокс. Договорот со Бехтел и Енка, па никој не го ни видел. Се што зборуваме, така зборуваме на она што ќе каже опозицијата, овие велат не е така. Ама тоа е организиран криминал, тоа е значи молчење. Никој не го видел ќе настанат штетни последици, ама осте го тоа сега ехтел-мехтел. Клинички центар имаш, Македонија до година ќе плати над 20 милиона евра. Последици? Кој? Никој. Молк. Тоа е организиран криминал. Тоа ти не можеш да го склучиш. Ај склучи таков договор во име на 24 вести. Не можеш да склучиш. Но интересно е што, вие го зборувате, а никој не се буни за тоа. Ни власт, ни опозиција, ни... Ни суд, ни обвинител, ни ништо, да. Обвинителство, да. Интересно, 20 милиони евра државата ќе плати. 20 милиона денари. 20 милиона денари да платише многу, а евра? И никој не го ни проблематизира тоа. Не. Тоа што укажува, дека се договорени, дека меѓу себе се договараа. Тоа е организиран криминал. И тоа пак ќе се доврзам, чекав за ова да се каже и да се спомне и да те вратам повторно на тие политички договори на Преспански, на француски, како се склучуваат. На ист начин како што се склучуваат овие договори. Овие договори што се клинички, Ехтел, Бехтел, на ист начин си овие политичките договори склучени, на ист начин, на незаконски начин, со последици. Како што имаш тука финансиски последици, но овие претходните имаш национални последици по идентитет. Сите договори за автопатишта се спорни. Значи, од оној Демир Капија Смоквица, каде што тогашната опозиција... Актор што ги влеча парите. Вадеше дека вадат пари од Стопанска банка, ништо. За Кичево Охрид слушнавме преслушувани разговори, жутите, ова, она, толку милиони. Застарува за 7 месеци, 2014-2024. Повторно сега за Бехтел и Енка, повторно контроверзи. Значи, за сите тие големи инфраструктурни проекти, ние имаме спорни моменти, слушнавме обвинувања, сериозен криминал и никому ништо. 25 милиона евра е платено за Окта. 25 милиона евра од буџетот се дадени за Окта. Толку ќе бидат сега дадени пак и за клинички центар. Каков клинички центар, какви... Значи, тоа... нема крај, значи, затоа и се ставаат вакви судски совети, вакви деца на позиции, за да може да се манипулира. Во ниедна држава ти немаш
се знае кој е председател на суд, кој е судија, кој е на Врховен суд. Значи, тоа се сериозни луѓе на крај на кариера, полн со искуство. Барем по филмовите може да гледате тие работи. Јас имав можност 2004-2005 година во Хаг. Бев првиот адвокат што беше тука за хашките случаи. Значи, тамо, јас бев млад тогаш, 30 години немав. Тоа, тамо беа возрастни суди, луѓе по 60 години. Страхопочит да ти е да ти е страв да ги гледаш. Сериозна работа. Ова тука е вон сите норми. Но Кој вие- како излезе од клупа, оди 6 месеци курс и Но вие велите дека тоа е намерно, дека се поставуваат намерно тие луѓе така во правосудниот систем за работиве што ги изборуваат да се врват. па така испаѓа, еве си врват ли така? Си врват. Сега ако има некој инцидент, некоја тепачка или некоја гребнатина за некој за нешто, тоа ќе е цела церемонија, притвори, казнувања, судски процеси и се. Каде се судските процеси од што беа пред 4-5 години, сите телевизии што беа пред судот? До каде се процесите? Има некои следите сега? Не. Па, мислам Не. дека се следат тие што се актуелни. Ама тие Што беа се- актуелни за свртување на внимание, за подпишување на преспански договор и промена на име. Сега веќе никој не оди пред. А зборувате за тие на СЕА случај. Да. Сега веќе никој не оди Но таму. застаруваат полека сите, застаруваат. Да, ама нема филмовите. Тоа беше таму дискотека. На Сабајлето тоа беа настани. Веќе ги нема тие, значи тоа се спинови. Тоа е несериозност. Тоа е несериозност на системот. Затоа бегаат децава. И уште ќе бегаат. Од ова бегаат, не од друго. Се чини дека меѓународната заедница многу често зборува за ова, Европската унија, Соединетите американски држави, секоја прилика спомнуваат судството, корупцијата, правосудниот систем, бидејќи вие како ќе се борите против корупција ако немате правосуден систем? Јасно е дека таму е коренот на проблемот. Во судовите и обвинителството, тоа е невозможно вие да го правите, но се чини дека и тие критики некако како да се амортизирани од македонските политичари, како превеќе премногу Па тоа е организиран криминал. не се осврнуваат. Ама тој е организиран криминал. Јас пак ќе повторам, значи не можеш јас, ти надвор од системот да правиш криминал со вакви работи. Тоа е организиран криминал. Не се тие надвор што крадат дзивани од гумите. 90% се такви во затворите. Одговараат за ситни дела. Глупости, да, ама Да. за бизарни работи. Да. Добро, имаме уште малку до крај. Еве, тука сме и кај политиката некако, уште ова сега е актуелно. Се е политика. Да, се е политика. Актуелна е промената на изборниот систем. Најмногу се зборува за промена на една изборна единица да биде цела Македонија. Тоа е некако како нешто што е најчесто употребувано. Има и други, промена на изборниот модел и така натаму. Но се чини дека оваа изборна можеби би можело да се избоксува со оглед дека најголемите партии велат, барем декларативно, дека се сложуваат. Некои па не се сложуваат. Вие сте исто така председател на политичка партија. Како гледате на ова? Мислите ли дека бидејќи ова со децении се зборува, тоа не е Македонија има сега, значи, еве на гледачите ќе се обидам во 30 секунди да им кажам. Значи, Македонија има чуден изборен модел Донтов, што не постои никаде во светот. Тоа значи има 6 изборни единици. Не е нормална глупост. Треба да освоиш 8.000 гласа во една за да имаш пратеник. Освојуваш во сите 6 по 7.000, имаш 42.000, не освојуваш ни еден пратеник. Кај е сега парадоксот? Не одат во вода твоите гласови. Туку одат 70% по тој Донтов модел за првиот, 30% за вториот. И излегуваат после двете партии и викаат освоивме 430, па другите викаат освоивме 380. Кога ќе ги собереш сите тие партии, вака што се поединечно, има од 200 до 230.000 гласа. Значи не е така баш како што се прикажува. тоа се нивните гласови. Тоа се наши гласови. Па еве ние имавме минатата година на 17 изборни места ТМР што учествуваше 7300 гласа. Ако учествува во цела држава, ќе има околу 13 до 15.000.
Тоа се два пратеника. Тоа се два пратеника. Но ако е една изборна единица. Па зошто да не е? Па тоа ниедна власт не е легитимна. Ова се прави токму ради тоа. Во Бугарија, погледнете, имате 30 партии што се влезени внатре. Во Албанија исто. Во Грција исто. Во Македонија има универзален систем, изборен систем. Со Донтов модел, ма немој. Мојот глас доди кај тебе. По кој тоа е незаконско. И сега повторно ќе има проблем. Јас не верувам дека ќе се откажат. Ова е комотно владење. Ова е комотно владење. Сега под притисоци може, ако ОПС или амбасадата не се притиснат за да Македонија конечно да се демократизира. NDI го води овој Ако се демократизира, слободно да биде, че веќе ќе имате плурализам во државата и тогаш е друго. Да, големите партии се разбира доколку сакаат, на некој им одговара овој модел. Системот е ист, тебе го за да може ова да си го прават што го прават, сега што го зборувавме. Да. Ти мене ме прашуваш, јас од позиција на опозиција, да не можам да го рефлектирам и можам да давам мислење. Меѓутоа, они процесите веќе ги прават, штетата е направена. Што и да кажам тука, штетата ја прават и е направена. Не само во еден сегмент, политички, економски, судски, во секоја сфера. Значи, целиот систем во државата е корумпиран. Ние имаме сериозна работа за Фалконе, македонски Фалконе. Меѓутоа и тоа не успева тука. Па имавме еден Фалконе заврши во затвор. Така е, па за тоа ти зборувам. Да. Значи, Господине Шехтански, ви благодарам за ова интервју. благодарам и на вас. Ова беше Ванчо Шехтански, председател на ТМРО. Останете со нас, одиме со една кратка пауза за реклами и продолжуваме со емисијата со Рубин Земон, универзитетски професор и председател на ПОЕМ.